2 децении истражување, едно клучно прашање. Што го дели Караманот од нашата прва национална гордост, шарпланинецот? По 20 години незаменливо патешествие, науката конечно го дава одговорот. Ова е приказната за македонското овчарско куче Караман, најновата светски признаена раса. Ова не е победа на поединец, ова не е победа на една идеја, ова е победа на една истрајност и ова е победа на еден непокор како на нас од клубот, така и на целата Македонија. Караман стана првото признато македонско овчарско куче со самостојно национално потекло. Тоа од неодамна беше впишано и е дел од 380 светски раси на кучиња на меѓународната кинолошка мапа. За тоа колку време требаше сето ова да се оствари и како течеше целиот пат, разговаравме со Илија Икокаров, председател на кинолошкиот клуб Македонско овчарско куче Караман, како и со доктор Димитар Божиновски од ветеринарниот факултет во Скопје. Добар ден, денеска сме на ветеринарниот факултет Скопје и денеска ќе имаме прилика да одговориме подетално и научно на некои од оние прашања кои што увидовме дека генерално како новинарите, така и публиката интересираат повеќе во детали. Она со кое што се соочивме како прашање беше што е тоа што Караманот го дели од шарпланинецот, од нашата прва национална гордост. Затоа подетално и научно овој пат ќе ви одговори доктор ветеринар Димитар Божиновски, кој што ќе го запознаете набрзо. А во однос на тоа процесот како течеше и слично, ќе кажам дека ова беше едно незаменливо патешествие кој што траеше цели 20 години. Денеска Македонија може да се пофали дека еден од нејзините живи символи се веќе светски признаени и гордо го носат името македонско во целиот нивни назив. Караманот денеска е примен во Светската кинолошка федерација под број на стандард 378 и се надеваме дека ќе уживате во ова интервју. Добар ден, јас сум Димитар Божиновски, јас сум асистент на предметот анатомија и клиничка анатомија на ветеринарниот факултет во Скопје. Воедно работам како доктор во Универзитетската ветеринарна болница на компјутерскиот томограф. Ова до мене е компјутерски томограф, каде што се користи за снимање на пациенти во болницата. Во меѓу другото беше искористен за изработка на мојата докторска дисертација, во која беше вклучен Караманот и шарпланинецот и целата морфометриска анализа во која беше направена, каде што ќе ви ја покажам како изгледа сега. Сега добро дојдовте во мојот омилен дел. Накратко ќе се обидам со јазик кој што ќе го разберат сите, да ви објаснам што всушност се работеше на мојот докторат и како тоа помогна во морфометријата на Караманот. Претходно Илија спомна дека се работи краниоморфометрија, каде што е тоа точно, но е за мене многу површински, затоа јас ќе ви навлезам малце подлабоко да видите што всушност е тоа и како изгледа тоа. Еве ви една слика и еден приказ како изгледа една краниоморфометрија на горниот дел од главата. Сите овие зелени линии се мерни единици кои што ние ги меревме на Караманот и на шарпланинецот. На горниот дел од главата, како и на долниот дел од главата, исто така на страничниот и на задниот дел од главата. Мерејќи ги овие мерни единици, кои што беа први како прв сегмент од целото истражување, најдовме една многу интересна разлика. Во разликата во неврокраниумот, ако се прашувате што е тоа е овој дел на черепот, каде што е единствена и круцијална важност за одлика на една раса. Каде се разликува овие две раси? Точно во овој дел. Зошто? Биги тука се сместени жвакачките мускули, тука се сместени ушните мускули, тука се сместени очните мускули, делот каде што ја карактеризира една раса, под нивното функционирање, мрдање, експресија и така натаму. Наоѓајќи ја разликата во овој дел од черепот, кај што повторувам е исто така круцијална и е важна за одлика на една раса, се рекол зошто да не ја видиме внатрешноста на черепот, односно волуменот на черепната празнина, односно волуменот каде што е сместен мозокот, наречен ендокранијален волумен. Тоа изгледа вака. Проучувајќи го тоа, гледајќи го тоа, најдовме на неочекувано голема разлика во проценти од 40 до 60%, кај што во науката тоа е доста голема разлика. Така да во самиот ендокранијален волумен, повторам, се воочува огромна разлика во ендокранијалниот волумен помеѓу Караманот и шарпланинецот. Меѓу другото, истражувањето зашто не се збогати, го продолживме со овие испитни анализи на мандибуларниот,
односно така наречен темпо-мандибуларен зглоб, кој што во овој сегмент не најдов на големи разлики, но тоа го прави студијата уште поинтересна. Зошто? Поради тоа што најдовме дека овие две овчарски раси на кучиња имаат прекрасна конкурентност, односно прекрасна функционалност на зглобот. Што значи тоа? Тоа значи дека овие кучиња се настанати по вистинска природна селекција. Сето ова беше исто така презентирано и на самиот собир во септември, кога дојдоа Светската научна комисија на FCI организацијата, каде што заврши со многу прекрасни реченици, коментари од типот на дека ова е работа на светско ниво и дека сме рамо до рамо пандан со светските анализи. При тоа, и да не заборавам на крајот, дека беа направени генетски анализи со помош на микросателити и микросателитско откривање, каде што се воочува драстична и многу приметлива разлика во точно овие локуси или микросателити кои што не би должел понатаму. И на крајот не би дозволил само ова лице да биде заслужено за цела оваа работа. Морам да ги спомнам луѓето кои беа вклучени, првенствено мојот ментор, под менторска палка на професор доктор Лазо Пендовски, исто така целата моја катедра, професор Владко Илиевски, мојот демонстратор Божидар, професор доктор Мартин Николовски, како и докторите од Универзитетската ветеринарна болница. Тоа е доктор Јане Влаков, доктор Мирослав Ивановски, доктор Александар Трајчовски и доктор Филип Тројачајанс, како и колешката Зага Попова, која што работи во молекуларниот сегмент, која беше одговорна за генетските анализи. Исто така, поради тоа што ова е интердисциплинарна наука, беше вклучен и асистентот Стефан Арсенковски, кој што го работеше ендокринолниот волумен од медицинскиот факултет. Историјата пак на клубот, што денес сите го славиме, започнува во далечната 1998 година, кога браќата Владко и Маријан Костовски ги донесоа првите изворни карамани од исконските македонски планини. Тоа беше малиот почеток на денешната голема приказна. Приказна за зачувување на едно национално богатство. Почитувани гости, ова е приказната за караманот, митскиот чувар на нашите планини и нашата традиција. This land holds a millennia-old tradition, rooted in the unbreakable bond between humans and dogs, especially the great shepherd dogs. Од особена чест и задоволство ми е да стојам тука пред вас, бидејќи овој ден ќе биде запишан во историјата на македонската кинологија со златни букви. Пред се, затоа што вие, како одледувачи и собственици на оваа раса, успеавте да дојдете до овој момент. А тоа е моментот кога ќе представиме македонската раса, македонското овчарско куче Караман, пред целиот свет. And I'm very happy to have in the near future a new breed accepted by the FCI, which is the Karaman. The Karaman is not a designer breed, it not just happened, it's here. It's a traditional working breed. So because of that, it has even biggest value. Every single breed is a part of the human national culture, the heritage. Every single country which has a breed of dogs is proud of it, and it should be, and it has to be. Our committee, I promise and I swear, after their recommendation, when it's there, we'll support you and we'll support this national, native, working, original breed. I'm wishing you good luck, strength, and the same passion in the future. Thank you. Нашата мисија продолжува со уште поголема посветеност, со уште поголема одговорност и со уште поголема љубов. Ви благодарам на сите што верувавте, ви благодарам на сите што истрајавте и ви благодарам на сите што ќе продолжите да чекорите со нас. Да живее македонското овчарско куче Караман, да живее македонската традиција, да живее Македонија.